протестиравме против промената на името. И човеков, окей, има своја прича, ти можеш што сакаш да бидеш, мене не ми е спорно. За Русија, за Америка, за Индија, за Уганда, за Пакистан, кој што сака да биде, барем он јавно го истакнува. Ставил таму пред името на партијата која е единствена Русија, ставил руско знаме, искочи со руски знамења пред борните коли, пред собрание. Значи он направи ексцес. Си има некоја негова патека по која се движи. Мене тоа не ми е спорно. Значи, спорно ми е кога имаш политичари кои што глумат патриоти, а не се, глумат за ЕУ, а се за нешто друго, глумат дека се за народот, а прават кеш и така натаму. Значи, он има многу почиста слика. Сега, значи, имам муавец од човеков. И он ми кажа дека 21 века дојде Мицковски и побара од нас да не дадеме тоа кандидати за листи, значи како да не се трошат гласовите. Иако не ми е јасно зашто му го прифатил, пошто кога го браневме името 2018, Мицко нас не нарече фекалии. Тие што бевме што протестиравме, не сме бил, многу бил чист неговиот отпор патриотски, само негов, а ние сме биле фекалии. Сега од тие фекалии беше и Јанко. Ако на Јанко не му смета тоа што го нарекувал така како што го нарекувал, окей. Сега не знам дали се 1000 гласови, 5000, 10.000 гласови, но очигледно Мицко правил некои пресметки на бројките и да му фалело нешто или пробува да ги присобира гласовите, пошто на друго место па многу се кара со луѓе, со вас, со мене, со други, со трети се суди, те грујо не му чини, те Данела, те ја, те Инфомакс, значи пробува веројатно да компензира нешто. Стевче си искара. Стевче, да. Се што има некоја вредност